Здраво и добре дојдовте во уште едно ново видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, коуч под супервизија по програмата Оли, а вие сте во најновото видео со тема емоции, кое што е продолжение на претходното видео или уште едно во еден циклус од 3 видеа за препознавање на своите емоции. Најпрво ќе зборуваме за чувството на незадоволство, кое што логично е спротивно на чувството на задоволство, се јавува тогаш кога не ни се задоволени некои наши потреби и желби, меѓутоа ова чувство може да биде генерално, да се провлекува низ животот, како незадоволство од животот, доколку во континуитет не ни се остварени нашите желби и потреби или ние се чувствуваме како неостварени на различни животни полиња, и доколку ова чувство постои во континуитет, тогаш треба да поработиме на него, односно да најдеме начин да си ги исполниме желбите, да си ги задоволиме потребите и да направиме некаква промена во животот. Трема е чувство кое е врзано со некоја идна ситуација, со некој настан, со некое случување, кое малку излегува надвор од она што е за нас нормално и секојдневно. Најчесто тремата е поврзана со јавен настап и велат дека ако пред таков некој јавен настап не чувствуваме трема, тогаш не ни е доволно битно тоа што го правиме. Може би тремата во некое мало ниво може да биде и забавна, мотивацијска, а може да биде најава за нешто што ќе се случува, што ќе ни донесе некаква возбуда. Меѓутоа, ако генерално се соочуваме со трема при секоја комуникација, при секој настап, при појавување пред непознати луѓе, во група луѓе и така натаму, тоа е веќе показател дека имаме некаков проблем. Треба да направиме нешто, да поработиме на тоа за тремата да не кочи во секојдневното живење, особено ако се занимаваме со некои јавни професии или професии кои подразбираат работа со луѓе. Анксиозност. Овде ми е особено битно да нагласам дека анксиозноста е чувство кое што го чувствуваме сите, дека не мора секогаш секоја појава на анксиозност да биде врзана со состојба, дијагноза, нешто не е со мене во ред, туку едноставно тоа е чувство кое сите го чувствуваме при ситуации кои што ни предизвикуваат некаков страв, несигурност, каде што немаме целосна контрола, каде што не можеме да предвидиме што ќе се случи, каде што ни е битно да оставиме некакво мислење, впечаток, слика за себе. Не секоја анксиозност значи дека ние имаме проблем, туку дека тоа е само чувство кое сите го имаме во себе и се соочуваме со него на секојдневно ниво. Не е пријатно, меѓутоа наше и треба да најдеме начин да се носиме со него. Меѓутоа, анксиозноста може да биде и неврзана со одредени ситуации, туку да биде општа и да чувствуваме страв и опасност од ситуации кои што можеби никогаш нема да се случат и генерално да се појавува дури и без наша контрола. Ако е тоа така, и ако не можеме сами да се носиме со тоа, тоа е веќе показател дека треба да поработиме на ова чувство. Ако е потребно и да побараме помош, загриженост, уште едно чувство кое што е поврзано со стравот, пак од некои ситуации кои што се случуваат без наше влијание, без наша контрола. И понекогаш загриженоста може да е позитивна и мотивирачка, да не мотивира да направиме нешто за да не се случат оние лоши сценарии врз кои што може да влијаеме, она што е во наша контрола. Ако загриженост е континуирана и ако ние постојано се грижиме за работи врз кои што не можеме да влијаеме, можеби не ни има реална опасност, тогаш треба да се позанимаваме со тоа. Во нашата култура се грижам за тебе, се грижам што ќе се случи, се грижам како ќе поминеш, е како знак на љубов, на блискост, на топлина, меѓутоа кога се грижиме, а не преземаме ништо, кога се грижиме, а не можеме ништо да направиме, тогаш тоа ни предизвикува само непријатни чувства и ништо повеќе. Исто така и таа загриженост може да биде многу дефокусирачка, немотивацијска и да не кочи во секојдневието. Досада уште едно познато непријатно чувство кое што е поврзано со луѓе и настани кои што не мотивираат, не се инспиративни, не се чувствуваме убаво, не задоволуваат некои наши желби и потреби. Постојат луѓе кои што постојано им е досадно
и постаат луѓе на кои не им е никогаш досадно, од крајност во крајност. Досадата, како и сите чувства, се наши, имаат врска со нашите уверувања, нашиот поглед на светот, така што ако ни е досадно и ако чувствуваме досада, тоа е само знак дека треба нешто да направиме, нешто да преземеме и да ни биде поинтересно во животот. Ако ништо не се случува во некоја ситуација или во некој настан, можеме ние да направиме нешто да се случува. Можеби ние да преземеме нешто за да ја разбиеме таа досада и монотонија понекогаш. Сомнеш е уште една емоција која што е поврзана со други лица, односно тоа покажува дека не сме сигурни во другото лице или дека немаме доволно доверба. Сомнежот може да е реален и основан или да се базира врз некои наши факти и претпоставки кои не се реални, или пак на искуства од претходно кои што ни даваат апсолутно право да се сомневаме, меѓутоа треба да имаме предвид дека тоа што некогаш се случило некогаш. Може би е време да видиме дали ние сме премногу врзани со тоа давнешно искуство или пак едноставно човекот во кој што немаме сигурност е човек во кој не ни треба да имаме сигурност и тогаш прашањето што правиме ние, зошто даваме уште една или можеби 5-10 шанси некому, а исто така овде е битно да провериме дали сомнежот можеби не произлегува од нас како генерално чувство, дали можеби ние не сме луѓе кои се сомневаме во се и се што, кои пред се сомневаме во себе си. Значи, иако е чувство кое е поврзано со другите, многу е битно да видиме, да провериме колку сме ние тоа сигурни во себе и колкава е нашата доверба во себе и во животот. Љубомората е најчесто поврзана со љубовта, значи со партнерските односи и таа исто така може да биде реална, предизвикана од конкретна реална ситуација во која нашиот партнер, избраник, љубовник, симпатија има друга личност за која се заинтересирал, поминува премногу време или едноставно ни кажал и ни известил дека таа друга личност му се допаѓа, е заљубен во неа или е едноставно со неа, тогаш е реално да чувствуваме љубомора. Доколку ние си создаваме сами ситуации во кои што гледаме причина да бидеме љубоморни, тогаш таа љубомора не е поврзана со партнерот, туку е нешто што е длабоко во нас и на кое треба да поработиме. Постојат различни видови на љубомора, како инфериорна, проекциона, параноидна, но каков вид и да е, тоа е наша работа која ние треба да ја сработиме со себе си и да се ослободиме од таа љубомора, за да не ни создава проблеми нели во партнерските врски, па и односите со другите луѓе. Ние можеме да чувствуваме љубомора и во други ситуации каде што се вложуваме емотивно и со други луѓе кои ги сакаме, а понекогаш љубомората може да биде многу блиска до зависта. И онаа теорија дека ако те сакам ќе бидам љубоморен, некако не спаѓа баш во најздравите теории. Сепак најбитно е да видиме дали ние таа љубомора ја чувствуваме основано или само си создаваме некои филмови во главата кои што и нас не штетат и на односот кој го градиме со другите. Вела дека најљубоморни се оние кои не умеат да сакаат или не можат или не знаат да сакаат, а јас би рекла оние кои не си дозволуваат себе си да сакаат и да бидат сакани од некои своји стравови. Следно чувство е чувството на вина. Непријатно чувство, сме го почувствувале сите некогаш, поврзано е со тоа кога ќе направиме нешто што е погрешно, што е надвор од стандардите, нешто што се судира со нашите морални норми или со нормите на другите луѓе, со општествените норми. И вината е добро чувство кога ни помага да освестиме што сме направиле, што сме погрешиле, да поработиме на тоа, да донесеме заклучоци кои што ќе ни помогнат понатаму да не го правиме тоа. Потсетувањето на тоа како сме се чувствували, колку долго сме се соочувале со тоа и ни требало време да го совладеме тоа чувство, би требало да биде добра полука за да не го повторуваме понатаму. Меѓутоа, ако си препишуваме чувство на вина за работи кои директно не сме биле виновни, сме биле инволвирани, меѓутоа ја преземаме вината или долго сме во чувство на вина или ја потиснуваме вината, тогаш и ова чувство може да ни предизвика да стагнираме, да стоиме во место, да се чувствуваме неубаво, да бидеме тажни, депресивни. Затоа, ако е вината реална и конкретна, да се соочиме, да ја разрешиме, да научиме нешто. А ако е поврзана со нешто што предолго стои во нас, што може би не е баш така во реалноста, тогаш треба да побараме помош
и да се ослободиме од неа, односно да ја разрешиме. Повеќето од овие чувства, како што можевме да чуеме, се поврзани со некаков страв. Срамот е исто така емоција која што е поврзана со чувството на страв, како ќе не видат другите, дали нашата слика во јавноста ќе се наруши, дали тоа што ќе го правиме дозволено или забрането, дали ќе ги задоволиме стандардите и очекувањата на другите. Срамот, нели, понекогаш може да има заштитничка функција за во одредени ситуации да не призакочи, да не направиме нешто за што подоцна ќе се каеме, ќе чувствуваме вина, или едноставно ќе прекршиме некои своји морални норми, но од друга страна, ако континуирано живееме во чувство на страв, и ако тој страв не кочи да ги правиме работите што сакаме, да комуницираме со другите луѓе, да се дружиме, ако постојано сме во страв, што ќе кажам, што ќе речем, ако помислат вака, ако помислат така, тогаш исто така веќе зборуваме за некоја состојба која што во најмала рака ќе не кочи во секојдневното живење, во секојдневните активности. И последното од овие непријатни чувства за денес ќе биде чувството на бунт, затоа што бунтот е исто така многу познат. Јас многу често можам да кажам дека бунтот оди заедно со младоста, дел од нашиот процес на созревање, и ќе го чувствуваме секогаш во ситуации кога што ќе ни бидат некако ускратени нашите права, можноста да ги задоволиме нашите потреби, кога неправедно за нешто ќе бидеме обвинети, ставени во ситуации во кои што не сакаме да бидеме, и тогаш ќе имаме желба и потреба, односно нашето чувство на бунт ќе се разбуди, и тоа има првично заштитничка улога, за да можеме, нели, свесно да се носиме со ситуации во кои што не би сакале да бидеме, или полесно да ги износиме таквите ситуации. Меѓутоа, исто така постои оној бунт без причина, кој што е показател на нешто друго во нас, дека ние се бунтуваме против некои неразрешени наши работи, дека сме во конфликт со себе си, дека некои наши длабоко потиснати емоции бараат да бидат изведени на површината, и наместо бунт да бидеме во состојба на смиреност. Значи, бунтот е здрав, се до тогаш додека не штити и не мотивира, а тогаш кога ќе почне, како и сите други непријатни чувства, да станува наша обсесија и да не доведува во стагнација, е време да се позанимаваме со него. Ви посакувам се најдобро и да уживате во животот и во способноста да ги чувствувате сите емоции. Се најубаво.